Организирање на мирен и фер изборен процес на предстојните вонредни парламентарни избори и утврдување на кадровските и материјално-технички потреби на СВР Велес, како и зголемен број на дела од илегалната трговија со наркотици, наспроти нерегистрирани за злоупотреба на службена положба и овластување, како дел од областа корупција, биле темите на дискусија на првата работна средба на министерот за внатрешни работи Наке Чулев со началникот Тони Ангеловски и вработените во секторот во Велес. Воедно во присуство на медиумите, министерот одговарајќи на новинарско прашање кои мерки министерството ги превзема од областа на криминал и корупција, соопшти дека Оделението за полициски службеници подготвува пријава за несовесно работење на високи раководни службеници во секторот за внатрешни работи во Велес. Од страна на Оделот за внатрешна контрола, криминалистичка полиција и полициски стандарди, во Министерството за внатрешни работи бев информиран дека истите во соработка со Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, Оделението за полициски службеници поднеле, односно подготуваат пријава за несовесно работење на високи раководни службеници во секторот за внатрешни работи Велес. Имено се работи за случај за постапување по пријава на полициски службеници во село Горно Врановци, тоа е општина Чашка, каде што се работи за кривично дело кражба поврзано со нелегална сеча на шума, односно на дрва. По доаѓањето на местото на извршувањето на кривичното дело, полициските службеници ги пуштаат извршителите, ги растовараат дрвата и заедно извршителите заедно со средството за извршување на кривичното дело, односно со тракторот, си заминуваат. При тоа е направена и фотодокументација направена, има фотоалбум од настанот, а полициските службеници фактички делото го пријавуваат како пронајдени предмети. Дополнителна грешка е што истите не постапиле согласно законот за кривична постапка, односно не го информирале Основното јавно обвинителство за понатамошно постапување. Исто така, овие полициски службеници после отварањето на истрагата од страна на Оделот за внатрешна контрола даваат неточни и лажни изјави во Основното јавно обвинителство. Министерот за внатрешни работи Наке Чулев изјави дека откога ќе се комплетира документацијата за ова дело и во целосна соработка, по насоки и инструкции од страна на надлежниот јавен обвинител, ќе се поднесе соодветна кривична пријава во Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција до Оделението за полициски службеници, а против наведените лица ќе се иницира соодветна дисциплинска постапка.